Најнапред би сакал како локална самоуправа да направиме една кратка ретроспектива за тоа какви ни беа релациите со Македонската православна црква по Вардарска епархија и сето она кое што ние како локална самоуправа го имаме направено за добробит на сите верници. Тука сме на лице место кај на локацијата каде што во минатиот период заедно со бизнис секторот од Кавадарци или со голем удел на бизнис секторот на парцела која што ја додели локалната самоуправа и во која што учествуваше со финансиски средства, ја изградивме оваа верска и културна убавица на Кавадарци и на Република Македонија. Во овој контекст исто така би сакал да спомнам дека локалната самоуправа и сега, бидејќи во тек е реализацијата на партерното уредување на манастирот, на Полошкиот манастир, како и во тек ќе биде работење на пат, на пристапниот пат до Бошавскиот манастир. Во изминатиот период секоја година или секогаш кога имаше поднесено барање од црковните одбори од целото Марена, од целото Дреново, сега од целото Глишич, од Моклишкиот манастир, секогаш сне биле сне ги дочекувале со блаженост и со позитивна енергија и јас и советот, и би сакал да сето она кое што е дадено од локалната самоуправа уште еднаш да ги потсетам граѓаните дека во изминатиот период локалната самоуправа предводена од мене заедно со советот донираше секоја година можеби скромен, некогаш и можеби поголем износ кој што беше во правец на подигнување на повисок квалитет на духовните храмови и објекти кои што ги имаме на територијата на општина Кавадарци, и тоа ќе го правиме и понатаму. Денес на овој ден би сакал на сите православни верници од Кавадарци, од Република Македонија, ширум светот, да им го честитам најголемиот христијански празник, Великден на сите православни верници. Мојата желба, како и секогаш, е да не прати многу добро здравје, да ни е фамилијата на број кој што секогаш го сакаме да ни биде, да ни се зголемуваат фамилиите, да живееме и понатаму во уште поголема благосостојба, да градиме и да помагаме при изградба на духовни храмови, бидејќи не само материјалниот, туку и духовниот живот има знак на еднаквост со сите други вредности и достигнувања на нашиот човек.